8% годишно во 2026, 27 и 28 година како додаток на плата и усогласување со растот на минималната плата. Ова е понудата на владата дадена на денешната средба меѓу премиерот Христијан Мицкоски и представниците на УПОС. Според првиот човек на синдикатот Трпе Дејановски постигнат начелен договор, но последниот збор вели ќе го има членството на синдикатот. По средбата тој посочи дека иако нивното барање за додаток од 30% не е прифатено во целост, сепак позитивно е тоа што после подолг временски период околу 7800 вработени во правосудните органи би добиле повисоки плати. Согласно предлогот, доколку истиот биде прифатен од органите, тогаш нивните плати заклучно со 2028 би требало просечно да пораснат за околу 40%. Отворено за сега останува само прашањето околу општиот колективен договор. Значи методологијата е минимална плата по вредност на бод, по бод за образование и бод за ниво. Значи секогаш ние добиваме линеарен пораст со усогласување на минимална плата. Математиката е, ако минималната плата порасне сега 1500 денари, на тие 1500 денари добиваме уште 8%. Значи дека еве некоја народна пресметка за човек што добива 30 и нешто илјади денари, ќе добива уште 4000 денари плюс до 12 месеци. Потоа другата година на 34 ќе добива уште усогласување уште 8%. На ден пред средбата, премиерот Мицкоски рече дека колективниот договор е истечен и додека да се договори нов предлогот на владата, треба да се прифати. Од КСС пак, кои како што велат деновиве имале средба со владата, преку соопштение денеска посочија дека за нив ваквата понуда од влада е прифатлива. Од друга страна пак, ССМ продолжува со борбата да издействува минимална плата од 600 евра наспроти законски предвидените околу 1500 динари в март. Во вторник идната недела синдикатот најави блокади на собранието, а во деновите потоа и на стопанските комори и на владата. Дополнително вчера синдикатот поднесе иницијатива до собранието со која бараат намалување на функционерските плати, односно коефициентите да се намалат за 40%, а како основица за нивната пресметка наместо просечната да се смета минималната плата. По ова прашање од СДСМ денеска се изјаснија дека го поддржуваат и како партија се за намалување на функционерските плати.